За разлика од изминатите денови, скопјани денеска можат слободно да дишат. Ова го покажуваат мерните станици на повеќе локации во градот. Именно, мерната станица во Карпош во 9 часот покажа 56 PM10 честички на метар кубен, во Бутел 60, во Центар 57, а кај ректорат 71 микрограми на метар кубен. И бидејќи начинот на живот во Скопје остана непроменет, улиците се полни со автомобили, домакинствата се уште се греат на дрва, а од џаците на фабриките и понатаму излегува густ чад. Останува да констатираме дека намалувањето на аерозагадувањето е резултат единствено на временските прилики. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули со новата стратешка програма за намалување на загадувањето, со замената на печки во 1000 домакинства, поврзување на неколку илјади станови на централното парно грејење и со други мерки како зголемено озеленување со автохтони садници, очекува драстично да се намалат штетните емисии во воздухот. Според резултатите од истражувањето спроведено од Институтот за политички истражувања од Скопје, а подготвено од Прес-детектор, најмногу од граѓаните, или 31%, како главна причина за загадувањето на воздухот го сметаат транспортот, пошто следи грејењето за 25%, отпадот за 22,5%, индустријата за 13,6% и градежништвото за 7,1%. За половина од испитаниците, или 51,7%, квалитетот на воздухот споредено со минатата година останува ист, наспроти 28,2% кои сметаат дека се влошува и 16,3% од анкетираните кои сметаат дека се подобрува. На прашањето дали сметате дека Македонија има соодветен пристап за справување со загадувањето, најмногу 58,7% од испитаниците одговориле не, 26,7% кажале да и 14,7% одговориле со не знам. Истражувањето на тема загадување на воздухот е спроведено од ИПИС во периодот помеѓу 8 и 13 јануари 2019 година на 1091 полнолетни испитаници на ниво на целата земја, со користење на случаен примерок стратификуван за да се запази репрезентативноста на населението, со цел да се отстранат евентуалните неправилности и прекршоци кои доведуваат до зголемено ниво на PM10 честички во воздухот. Викендов областен инспектор за животна средина при општина Карпош, заедно со секторот Инспекторат на град Скопје, извршиле контрола на индустриската зона во Момин поток, потегот околу Кривит дол и Злокуќани. Од Одделението за односи со јавност на општина Карпош наведуваат дека станува збор за редовна контрола и надзор, со цел да се утврди начинот на кој работат правните субјекти и да се превенира загадувањето на амбиенталниот воздух и животната средина. Инспекцијските служби констатираа дека и во вечерните часови не работи фирмата која врши дејност топење и преработка на алуминиум, а за која на дел од порталите излегува информации дека е главен загадувач во општина Карпош. Именно како што известивме и претходно, оваа фирма од пред нова година не работи, односно не врши дејност. При оваа проверка се изврши контрола на другите правни лица кои работат во овој дел од Карпош, при што не беа забележани никакви нерегуларности и пропусти во нивното работење, кои би представувале закана за животната средина, се наведува во соопштението од општина Карпош. Кога станува збор за индивидуалното домување, наведуваат од општината, во Злокуќани се евидентирани повеќе домакинства кои се греат на дрва и препорачано им е да користат субвенции кои се нудат од страна на градските власти, но и да се прифрлат на други алтернативни начини на грејење. Од општината информираат дека инспекцијските служби заедно со партнерските институции и градот Скопје, Државниот инспекторат за животна средина и во претстојниот период ќе продолжат интензивно да го контролираат потегот околу Момин поток, Кривит дол, Злокуќани, но и другите делови на Карпош.